Се наоѓаме на регионалниот пат Маврово-Галичник, кој од 29 ноември вечерта е непроводен за патен сообраќај. Во Галичник во моментов имаме тројца постојани жители, кои двајца се во поодминати години, истовремено имаат и свој бизнис, угостителски објекти, апартмани кои поради непроводноста на патот сиот овој период не функционираат. Во Галичник има и хотел Неда со 40 легла, кои поради истите причини не може да функционира, а најавени се многу гости за престојните празници кои имаат желба да престојуваат во овие угостителски објекти. Исто така во Галичник има и 230 куќи чии собственици сакаат празниците кои следат, Нова година, Божиќ, Василица, така да ги поминат, да си ги поминат дома. Овој патен правец не е битен само за Галичник, туку покрај овој патен правец на Бистра поминува и стратешки далновод од 110 киловолти врска помеѓу хидроцентралите Шпиле и Глобочица и Вруток. Дефект на тој далновод ќе значи и половина Западна Македонија да нема електрична струја. Затоа проводноста на овој пат не е битен само за Галичник, туку сериозно треба да се подзамислат и електрани на Северна Македонија и операторот МЕПС. Добро. Последниве денови сме во постојана комуникација со Центарот за управување со кризи и лично со директорот Стојанче Ангелов. Сакам да му упатам благодарност, така да денеска и во пракса се отпочнува со расчистување на патниот правец Маврово-Галичник.